Костеновиот мед од Беласица да стане препознатлив бренд на југоистокот. Ова е целта на пчеларската задруга Пчелин рај, кои почнаа процедура за брендирање на овој, како што го нарекуваат, еликсир меѓу медовите. За куриозитет е тоа што тоа е единствениот мед кој дури 93% е составен од нектар од костеновиот цвет. Тоа е монофлорен мед. Во Македонија многу ретко се наоѓаат монофлорни медови, бидејќи Македонија е полифлорна вегетација. Кај нас во исто време цветат најразлични цветови и тие полифлорни медови се со одличен квалитет. На сите овие регионални и интернационални надпревари секогаш добиваме највисоки признанија. Меѓутоа, костеновиот мед не е толку популаризиран и не е доволно искористен. Поради што на планината Беласица има огромен ареал од костенова шума, кој останува така неискористен од нас, од пчеларите. Ова е потенцијал што треба да се препознае и да успееме овој костенов мед да го доведеме до потрошувачите. Според Андонов, досега минимално е искористен капацитетот на беласичките костенови шуми. Вели дека може, мора и треба да се стимулираат пчеларите да ги донесат пчелите на костенова паша. Ако обичниот полифлорен мед се продава за 500 до 600 денари по тегла, костеновиот мед чини и до 900 денари. Сега во овој момент елаборатот, единствениот документ и барањето се доставени до Министерство за земјоделие, заедно со сите пропратни документи, анализи, по упатството што го има на вебсајтот на МЗШВ, го изработивме сето тоа и го доставивме. Сега треба од кај нив да се формира тричлена комисија која ќе го разгледа документите, ќе дојде на лице место и ќе утврди дали овој мед на вистина заслужува да добие ознака за географско потекло и да биде на тој начин препознаен од потрошувачите. До сега овој мед се продаваше локално од самите пчелари во населените места кај што живеат и многу тешко беше достапен до поширокиот круг. Костенов мед има уште и на неколку локации во Македонија, но големината на костеновата шума во Беласица нуди огромен потенцијал. Костеновиот мед е особено важен за артритис, но и белодробни заболувања. Посебно бил баран во пост-ковид третманот на болните.